Зашто во Македонија останува овој статус кво? Зашто ништо не се менува и изгледите дека нешто ќе се промени? Мислам дека изборен циклус во изборен циклус во суштина стануваат се помали. Говорам суштинска промена, темална промена на ново општество. Знаеш, да речеме дека е тешко, можеме сите да се согласиме. Дека е лошо, можеме сите да се согласиме. Но дека една тронка надежда си има дека може утре да биде подобро. Зашто тој момент го нема? Мислам дека и заради тоа си одат луѓето, затоа што нема надеж, нема перспектива дека утре нешто сериозно ќе се промени во оваа држава. Реторика дека досегашната влада предводена од СДСМ и од ДУИ била влада на катастрофа во земјата во сите општествени сфери на живењето и врз база на тоа тој дава огромни ветувања дека ќе се средат состојбите во земјата од секој можен аспект, од економијата, подигнување на животниот стандард, образованието и здравството, создавање на ефикасен и независен судско-обвинителски систем, односно сите работи кои во изминативе 33 години практично од создавањето на независноста на Македонија ги ветуваа сите политички влади и политички елити кога ќе направеа промена на власта, но јас сум во најмала рака да речам скептик и не верувам на ниту една политичка елита кај нас дека има капацитет тоа да го направи, но нормално е за секој политичар и за Заев кога дојде на власт пред 7 години, претходно и Никола Груевски кога смени владата на СДСМ во 2006 година да ветуваат дека добиле мандата од граѓаните да ги средат состојбите, повеќе или помалку состојбите во Македонија се јасни на тоа. Поле ние не гледаме независен судско-обвинителски систем, не гледаме професионална јавна администрација, не гледаме средено здравство, не гледаме подобрување на животниот стандард и особено сите се заложуваат за таа борба против корупцијата и организираниот криминал. Јас мислам дека кај нас политичките елити се носители на таа корупција и организиран криминал. Проблемот во Македонија е тоа што имаме преголема партизација. Секоја политичка елита, секоја политичка партија, особено двете доминантни политички партии, да не говорам за ДУИ како политичка партија која досега беше 20 години дел од извршната власт, ја создаваа таа партизација на институциите на системот и од тука добивме ние катастрофални состојби во сите општествени сфери. Затоа ќе одговорам директно на прашањето, очекувам дека ќе биде како и досега со мали нијанси во однос на тоа да очекувам или да очекуваме ние како граѓани дека Македонија може во еден или два последователни мандати да напредува толку да биде видоизменета во однос на тие состојби, треба едноставно да се случи чудо, односно оваа влада со овој мандатар и овие министри да работат се обратно од претходно што работели, дека владата предводена од ВМРО ДПМН и од Христијан Мицкоски со коалициски партнер ВЛЕН ќе направи професионална јавна администрација, дека ние ќе немаме корумпирани функционери, ќе немаме организиран криминал, дека во Македонија ќе се работи по еден, како да кажам, швајцарско-норвешки систем или еден систем на западните либерални демократи, каде што не знам, човек кој не пријавил данок, односно во Шведски имаше информација каде што министерка за непријавен данок на незината викендица, па си поднесе морална одговорност пред шведските граѓани. Мислам дека тоа е апсолутно невозможно во Македонија. Политичката култура и менталитетот на нашите политички елити е таков каков што е. За жал кај нас политиката е најбрзиот пат да се стигне до енормно богатство преку корумпирање на тие институции на системот кој вие ги водите, или како што вели идниот премиер, од голтари станаа милионери во политиката, која даваше критика за претходната влада предводена од СДСМ и од ДУИ. Ја користеше таа реторика, да, ја ќе се согласам апсолутно со него, дека многумина кај нас во овие 30 години од голтари станаа милионери, но тоа важи и за припадници и високи функционери и на ВМРО ДПМ, и на СДСМ, и на ДУИ, на ДП, и на сите останати политички партии. Зашто во Македонија останува овој статус кво? Зашто ништо не се менува и изгледите дека нешто ќе се промени? Мислам дека изборен циклус во изборен циклус во суштина стануваат се помали.
Говорам суштинска промена, темелна промена на ова општество. Знаеш, да речеме дека е тешко, можеме сите да се согласиме. Дека е лошо, можеме сите да се согласиме. Но дека една тронка надежда си има дека може утре да биде подобро. Зашто тој момент го нема? Мислам дека и заради тоа си одат луѓето, затоа што нема надеж, нема перспектива дека утре нешто сериозно ќе се промени во оваа држава. Барем тоа е мојата перцепција. Каде мислиш дека е проблемот? Дали е проблемот е вчера со Алберт Муслиу разговаравме, тој вели кога знаат СДСМ дека и да заврши нивниот мандат, после доаѓа ВМРО, ама после тоа они се следни на листата, нели, за чекање за да седнат на единденска безброј, вели онда во тој случај немаш мотивација за суштински нешто да промениш во државата, особено не да превземеш реформи кои што ќе бидат веројатно болни за целокупното општество. Дали можеби таму го гледаш проблемот? Затоа што знаат едноставно дека ако не е ВМРО ќе биде СДСМ, ако не е СДСМ ќе биде ВМРО и така натаму. Тоа е едната причина. Директно да ти одговорам на прашањето, го даде одговорот зошто јас сум најголем поборник Македонија да стане членка на Европската унија, бидејќи постојано и кај вас во студиото и на сите други национални телевизии каде што сум гостувал, сум велел дека од компаративното искуство од земјите од Источна Европа, кои преку преговарачкиот евроинтегративен пат денеска се полноправни членки на Европската унија, се сменија тие состојби. Кај нас е илузорно. Гледам најдепласираната теза која мене ме вади да речам од кожа, е тоа што мои соговорници аналитичари, тоа депласирано, веројатно свесно манипулативно го кажуваат, нам не ни треба Европската унија, дај ние да се свртиме кон нас внатрешно, да ги средиме состојбите, да ги подобриме состојбите, да не бидеме потпаднати на уцените на Европската унија, нели, со францускиот предлог претходно со промена на уставното име за да влеземе во НАТО и да ги почнеме преговорите. Јас велам да, апсолутно се согласувам дека е така, им го поставам прашањето што нам не кочеше во овие 33 години да ги средиме состојбите. Зошто вие сега ставате нулта точка дека од сега треба да почнеме да ги средуваме состојбите. Каде го барате мотивот? Каде ја барате желбата или каде ја гледате таа трошка наде што велиш ти, дека може да се сменат состојбите во наредните 33 години? Они ќе ми кажат да, но 33 години се мал период, ние се уште учиме демократијата. Јас велам дека 33 години воопшто не се мал период. Земете ги земите како Југославија или како Германија после Втората светска војна, кои биле, Македонија не беше со распадот на Југославија разрушена земја од војна, да треба од пепел да се издига. Германија после Втората светска војна, кога сојузниците ја бомбардираат, 70% од германските градови се уништени и руинирани. No. Југославија е на колена. Или во тоа ослободување на Југославија од германската окупација, од бугарската окупација и од италијанската окупација, исто така голем дел од југословенските градови се разрушени. Да не говорам дека Југославија, односно кралството Југославија, не Титова Југославија, била аграрна, земјоделска, на еден тип заостаната земја, не индустриализирана. Не индустриализирана земја. Сакам да кажам, од 1945 земете 33 години, каков напредок направиле германците, каков напредок направиле југословените, каков напредок направиле сите други земји после крвавиот распад во Втората светска војна. Едноставно ви кажувам дека лага е ние да велиме дека 33 години е мал период во развојот на една држава. Како е мал? Уште колку треба да чекаме? Уште 333 години додека ќе имаме 300 жители во држава да ги подобриме состојбите. И најкатастрофалното е тоа што после 33 години ние збориме за истите работи во кои сме збореле во 1991. 93-та, дека треба да има реформи во правосудство, во обвинителство, образование, здравство, да се подобри. Трагедијата во оваа држава е што по старите генерации, јас и ти не сме генерации кои знаат како се живеело во Југославија, но нашите родители, нашите баби и дедовци паметат и вела дека тие го фалат тој систем бидејќи не бил до тој степен партизиран. Да, имало комунистичка, бил партизиран. Види колку е смешно. Смешно е. Смешно е. Трагичното, знаеш што е најголемата трагедија за да биде смешно? Што Југославија била тоталитарна држава. Југославија имала една
политичка партија која доминирала, но сите велат дека особено во здравството и особено во образованието и во институциите на системот, може би ви требало партиска книжка, но ви требало и квалитет и образование и стручност. Никој луд во Југославија нема да вработи доктор или медицинска сестра која ќе биде некапацитетна бидејќи е членка на партијата. Кај нас знаеме што све се случува. Ние имаме тотално неспособни кадри во образованието, во здравството и зошто луѓето толку се гневни на состојбите во пред се во здравството и во образованието. И зашто така се реагираше за евентуалното отварање на медицински факултет на универзитетот на Рамис Меркопа, па со таква иронија се коментираше на социјалните мрежи. Не одете веќе да се лечите во македонските болници кога тој универзитет ќе вади кадри. Сакам да кажам дека ако нешто било добро во Југославија, тоа е што се запазувал квалитетот на кадрите со кои се пополнувало институциите на системот. Ние до даска го дерогиравме тој принцип и кај нас е само битно вие да сте лојален член на партијата, да немате никакви квалификации, квалитети и познавање од струката и вие да бидете вработен. Значи, ние имаме неписмени кадри вработени да бидат наставници во основни школи, неписмени кадри да бидат воспитувачки во градинки, неписмени кадри да бидат доктори и да ги пополнуваат сите органи на институциите на системот. И точно, таа е една од главните причини што граѓаните во изминативе 10-15 години, особено со добивањето на можноста на добивање на бугарски пасош, масовно почнаа да се селат во земјите од... Морам да те вратам на тој момент. Значи, дури смешно звучи дека во Југославија била помала партизираноста на институциите од тоа што е денеска. Јас спомна, Југославија била тоталитарно општество, да, немало демократија, нели? Немало повеќе партиски систем, но ја не можам да кажам дека и во Македонија нема еден вид на тоталитарност, ако ништо друго има тоталитарен менталитет. Затоа што ти кога си на власт, на политичкиот противник ти е дозволено да му правиш што сакаш, преку судските инстанции го апсиш, го винуваш, го малтретираш по судови и така натаму притвори. Значи, ние не сме излезени, ако ништо друго, не знам се дали можеме да кажам дека сме тоталитарна држава, но со мајндсетот не сме излезени од тоталитарниот систем. Дополнително, што ние во Македонија не научивме дека некој од нас може да има различно мислење. И тоа да го прифатиме и да кажеме дека он не е ниту клуп, не е ниту лут, не е ниту предавник, не е ниту криминалец, затоа што размислува различно од нас. Сега ќе ти кажам два одговори. Првиот е тоа што... Дали ние не научивме демократија, што значи? Апсолутно. Ја тврдам дека и македонците не сакаат демократи. Значи, туку имаш, како да кажам, наркоманска зависност на клиентилизам меѓу политичките партии и нивните гласачи, нивното членство, каде што вели јас трчав за партијата за да добијам нешто, вработување, тој некој што се задоволува со вработување да биде наставничка преку партијата или не знам во администрација, некој што е во поголемата хиерархија на партијата не се задоволува нормално со вработување, сака со тендери, со бизниси, со функции. Ќе ти кажам банален пример. Мојот татко 35 години беше наставник во основно образование, вработен во времето на Југославија. Значи, при приемот да биде избран за наставник во основното образование, него не му се барало членска книжка од Комунистичката партија на Македонија, ниту па он, не знам, имал некакви врски, односно имало објавен конкурс каде што тој аплицирал и имало комисија внатре во училиштето создадена од професори кои ги разгледувале кандидатурите на пријавените кандидати за избор на наставник. Односно, сакам да кажам, излегува дека таа тоталитарна држава имала подемократски систем на микрониво со по-фер пристап кон кандидатите, бидејќи не му барала врски, не му барала партиска книжка, едноставно веројатно на тие интервјуи оцениле дека тој е најдобар кандидат од пријавените кандидати. Денеска ние да не се лажеме, од 1991 година практично па наваму, за да се вработите вие како наставничка или ви треба тешка врска под наводници што ја велиме, имате некој роднин или пријател јак да ве вработи, или вас ви треба партиска книжка од партијата која
во тој момент е на власт во таа општина каде што се наоѓаат училиштата и градинките. Тоа е трагедија. Значи, вие да одите на факултет, да учите, факултет, педагошки, или некој од факултетите за да бидете наставник, значи имате благородна цел, како да кажем, да образувате деца, да воспитувате деца, и кога ќе го завршите тој факултет, вие да треба да одите во партијата, да трчате за партијата за еден ден кога ќе заслужите или кога ќе се отвори простор вас да ве бутнат на работа, како се вели. Јас знам. Тоа е, сакам да кажам, извини само со Милош, професор. Ајде. Сакам да кажам, тоа е деградација на достоинството на еден просветен работник. За жал и тие просветни работници, не гледајќи начин како да се вработат, ако сакаат да се вработат по струка, го прифаќаат тој принцип на тоа трчање за партијата и лепење, или па, има и такви, кои апсолутно велат јас достоинството не си го газам, додам се јас да лепам плакати, зашто некој неписмен од партијата мене ми кажува дека ти тоа треба да го правиш, а јас сум човек кој завршил факултет и сака да биде наставник и да има таа просветно благородна дејност, се откажува, се разочарува, се фрустрира и затоа се сели од државата. Многу е просто. Јас знам професор, например, по историја, кој што беше избркан од работа, беше првен примен на договор на дело, избркан од работа во аеродром, во едно училиште основно во аеродром, затоа што едноставно он е член на ВМРО и се поддржува.